Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат сум во близината на Демир Капија, односно пред селото Корешница, каде што е пронеден еден од најскапите артефакти во светот, а тоа е кратерот од Корешница. Се работи за кратер кој што е стар 2500 години, направен од бронза, поставен на 3 ногарки. На секоја од тие ногарки е насликан по еден горгон со исплазен јазик, отворени очи, а наместо коса има змии, а целото тело им е прикриено со крлушки и раците им се на половината. Трите ногарки на постојето ги имаат тие горгони, а завршуваат со шепа од лав. Нагоре продолжува кратерот, неговите рачки се богато украсени. Од рачките, од двете страни на рачките излегуваат две змии кои што се испреплетуваат и одат накај устието на кратерот, а самиот кратер горе е насликан со воини кои што изгледаат како да се живи, толку добро се направени, а на самиот врв има поклопец, на чијшто поклопец стои мало човече, голо, со капа, кое што свири на фрула. Ева вака ви го опишав кратерот, еве има и некои слики кои што се вртат по интернет, меѓутоа детална слика на кратерот нема. Зошто? Сега ќе ви кажам. Затоа што околу кратерот, како и многу работи во Македонија, има голема неправда. Имено тој во 90-тите години е откопан од ова место, тука има гробница, преку Србија, Швајцарија, однесен е во Англија, од каде што на аукција е продаден на американската фамилија Шелби и Леви, кои што до ден денеска го имаат тој кратер. Сега, тој кратер фамилијата го дава на музеите во Америка да се перчат со него, со нашиот кратер кој што е украден, и последен пат е изложен во Метрополитен музеот, во приватен дел од музеот, каде што тој кратер може да се види само од 20 метра далечина и со посебна дозвола. Замислете колку е скапоцен тој кратер. И сега тие малце ни се ругаат нас. Тој кратер се носи низ музеите во Америка и се прикажува таму, привлекува туристи од цел свет, затоа што е многу значаен за археологијата, можеби единствен или еден од неколкуте кратери со такви орнаменти кој што е зачуван и кој што го има во некој музеј, а е откопан од Корешница, од нашата Корешница. И јас се трудам тоа сето да не остане заборавено, да не се помириме со тоа, ето, украден, изнесене, кога го имаме таму, едноставно треба да си го побараме, да си пратиме допис, да ги приложиме доказите од ова место, гробницата, и да си го вратиме назад, затоа што тој кратер, сите други работи во музеот се заведени со реден број, тој кратер нема број, затоа што не можат да кажат од каде е земен. Меѓутоа ние можеме да кажеме, знаеме дека е од тука, целата јавно знае, сите луѓе што занимаваат со археологија знаат дека тој кратер од Корешница откопан. Заедно со кратерот во оваа гробница се откопани и 3 бронзени воини, кои што во 2006 година на аукција се продадени. Еве можете да видите тука како одела аукцијата, тие се продадени за 30.000 фунти. И исто така тука се пронајдени неколку шлемови. Значи овие информации ги има јавно. Значи аукцијската куќа го има аукцијата, има податоци од кои се купени тие 3 воини, кои што стоеле на трите страни од гробницата и на некој начин го заштитувале кратерот
Исто така се пронајдени и штитови. Подоцна на ова место истражувано и од македонски археолози, пронајдени се мислам само еден шлем кој што го има во музеот во Демир капија. Меѓутоа што е најиронично, во Демир капија во музеот имаме слика од тој кратер. А самиот кратер го имаме во Нью Йорк. Еден од најскапите артефакти, имаме само слика од него. Сликата стои во музеот, наместо да биде атракција и да си го побараме назад. И ние треба да земеме таа слика од музеот, да им ја дадеме нив и да си го земеме кратерот назад, а да им ја дадеме сликата како успомен. И кратерот конечно да се врати дома. Целта на ова видео првично ми е да ве запознаам со приказната за кратерот, со тој непроценлив артефакт и секако да одржам во живот, да не се заборави, како се друго, да не им го оставиме нив да се перчат со него, да си го земеме назад, да си го побараме и една за секогаш да направиме архив на археолошките работи, односно сите работи да ги заведеме, регистар да направиме и да се знае што е од тука, што не е од тука, да можеме, доколку нешто се украде, како што е случајот со кратерот, да можеме да си го бараме назад. Зошто е потребно се тоа? Па за туризам, бе, луѓе. Археотуризмот секаде се развива во светот. Одат луѓе низ цел свет, плаќаат огромни пари да гледаат наши артефакти. Зошто, кога веќе сме ги имале тука, кога постојат ново подневје, да не си ги изложуваме ние по музеите? Па ние во нашите музеи немаме ништо македонско. Не е малце жално тоа. Затоа треба да одржиме во живот оваа приказна, не се заборави, токму тоа ми е целта мене, токму затоа дојдов на ова место, го најдов, да снимам, да одржам во живот оваа приказна и со помош на Бога, на сите нас, на нашите институции, кои што треба да работат, да си го побараме назад кратерот од Корешница и да си го имаме кај нас за навек. Ете, тоа ми е целта на видеото. Се надевам ќе го проширам гласот за кратерот од Корешница, споделете го ова видео, затоа што треба да се знае едноставно за него и треба да си го вратиме дома. Јас ја напуштив Корешница, гробот, гробницата, местото од каде што беше украден нашиот највреден артефакт, е од највредните артефакти на светот. Тоа е кратерот од Корешница и дојдов тука во железната клисура и од тука го одјавувам видеото, затоа што наредното видео ќе биде за оваа железна клисура или Демир каписка клисура. И така бе во близина се решив да дојдам да ви снимам и за железната клисура, да ви ја покажам, затоа што Корешница е на само 5 километри од железната капија или Демир капија. Затоа си реков и така сум тука, ќе дојдам, ќе ви снимам тука, па така да наредно видео имате видео за железната клисура или Демир каписката клисура. За импресиите од Корешница ми се измешани, таа неправда што се нанесува врз нас ми тежи секогаш кога ќе се соочам со неа. И како што кажал Светокрил Бабунин, сме се ослободиле од римјани, грци, турци, се и се што, но дали се ослободивме од апашите? Со тоа прашање јас ќе го затворам видеото за кратерот од Корешница, дали се ослободивме од апашите? Мислам дека се уште не сме ослободени, меѓутоа, ете, тоа е тоа. Се надевам ви беше интересно видеото, се надевам ќе одигнеме гласот за да си го вратиме нашиот вреден артефакт со кој што туги држави се китат и ќе си ја збогатиме нашата Македонија.